Важно беше она кој што го кажа по однос на правење на реконструкција на владата. И мене тоа лично ме потсеќа на она кој што го кажа Заев во пресрет на вториот круг од претседателските избори некаде 2018 година кога претседател стана Стево Пендаровски. И тоа е практично првото покажување на слабост и намален рейтинг од страна на власта. Веројатно се работи за посериозна бројка на гласови кои што се загубени во период од само една година. И идејата е со некаква реконструкција на владата да се смири можеби револтот кај членството, кај оние кои што гласале од револт за ВМРО, ДПМН и така натаму, практично кај незадоволните. Оваа изјава доаѓа само неколку месеци откако Христијан Мицковски лично беше запрашан дали планира реконструкција на владата. Тоа беше некаде во очи на оставката или малку по оставката на министерот за здравство тогашен Армен Таравари. Тој кажа дека е задоволен од работата на министрите и дека не планира да се одлучи на ваков чекор, односно да има реконструкција на владата. Еве само 3-4 месеци подоцна Христијан Мицковски очигледно е дека незадоволен од позицијата во која што се наоѓа неговата партија и владата и планира по локалните избори да има сериозна реконструкција на владата.